Волонтерството е практика на луѓето кои работат за доброто на останатите. Колку волонтерството кај нас вистински се практицира и кои се тие институции и организации кои што работат на негово популаризирање? Кај нас најмногу волонтеризмот е развиен кај невладините организации. Обично тие се тие што ја организираат волонтерската работа. Меѓутоа, ние веќе 5 години спроведуваме проект кој што го промовира волонтерството и во останатите организации и институции, како на пример општинската самоуправа, локалната самоуправа и државните институции, како што се судовите, агенцијата за вработување и така натаму. Веќе 10 дена тече и конкурсот за 70 нови волонтери во Република Македонија, дел од нив и за Тетово. Каков е интересот на младите да се вклучат во волонтерската работа? Кај младите има голем интерес, но тие обично сакаат конкретни придобивки, значи доколку не се платени за волонтерската работа, тие не секогаш се пријавуваат. Но не сваќаат дека инвестицијата која ја прават, донирајќи во своето слободно време, во иднина може да им биде од голема корист, затоа што тоа е едно искуство кое што ќе им донесе повеќе можности во иднина да најдат подобро вработување. Дали на последниот конкурс кој што тече, конкурсот за волонтери, има веќе пријавено во Тетово во волонтерскиот сервис кој што функционира во Институтот за развој на заедницата? Да, се пријавуваат доста луѓе. Минатата година имавме околу 50 луѓе. Оваа година не е толку голем интересот, но околу 30 на луѓе се пријавени. Така, сепак волонтерството е дејност која што нема ниту финансиски, ниту материјална добивка, а единствено она што го рековте, дека се работи за стекнување искуства, знања и остварување контакти со луѓето кои натаму ќе им помогнат во работењето.